Околу 40 домакинства од Струмица се пријавиле да селектираат отпад, а веќе 16 ги пределе првите количини со пластика и лименки. Вака соопшти од струмишки комуналец за првите 2 недели од овој проект, каде струмичани со мобилната апликација селектира отпад, може да се регистрираат, добијат кеси за пластика и хартија и да пријавуваат кога им се полни кесите. Бранко Ѓорѓиев вели дека станува збор за добар проект, во кој може да се вклучат домакинствата од Струмица и да се селектираат отпад, при што оние кои што ќе селектираат најмногу може да добијат и парични награди. Должност на секој граѓанин кој сака да селектира е да ја симне прво апликацијата од Story, Google Story. Истата таа апликација да се јави во просториите на јавното претпријатие Комуналец Струмица, каде што би подигнал вреќа која што има QR код. Истата таа вреќа ги има 2 бои, едната е жолта, другата е плава. Жолтата е за собирање на лименки и пластика, додека плавата вреќа е за хартија. Кога ваквата вреќа ќе ја наполни со компресирана пластика, лименки, ја го снима својот QR код на мобилната апликација од вреќата, истите оваа податци влегуваат во системот на јавното претпријатие Комуналец и должни се јавното претпријатие Комуналец да дојде да ја подигнат пред самите домови на граѓаните. Со тоа што на секоја наполната вреќа селектиран отпад, јавното претпријатие Комуналец од Струмица доделува по 35 поени за селектиран отпад. На крајот на месецот се прави ранг листа на оние што имаат најмногу селектиран отпад и истата таа ранг листа ни служи за доделување на парични награди на граѓаните, со тоа што се со цел да ги мотивираме за што повеќе да собираат пластика и друг селектиран отпад. Изминативе 2 саботи Струмишки комуналец со своји возила почна да го собира селектираниот отпад. Тој се собира во периодот од 10 до 12 часот секоја сабота од домакинствата кои преку мобилната апликација пријавуваат дека им се полни кесите. Како што вели Ѓорѓиев, станува збор за селектирана пластика и лименки, а нешто помалку хартија. Инаку овој проект се реализира и во општина Аеродром, но и во општина Валандово. За половина година во Валандово се собрани околу 3000 килограми селектиран отпад, каде 100 валандовчани селектираат. Целта на проектот е да се заштити животната средина.